најубава музика за секој од нас. Секој ден, секој час. Буба Мара е со нас. Рекли сте оргазам, знаете кај се купува. Така? И разговаравме сега позади која е најубавата слика на човек, која е најружната слика. Ја мислам, најгрдата слика на човек е првото селфи кога ќе го уклучиш телефонот. Само таа никад не се постира. Втората најгрда слика на човек е на Facebook ставена негде на одмор, не знам, од Црна Гора, сликан покрај јахта. Зашто се сликаш покрај јахта? Демек, имам јахта, не ја пријавувам. Или покрај Ферари, нечие Ферари. Сликаме покрај Ферари. Уште една грда слика, многу грда слика, човек што може да ја доживее во животот е на возачка дозвола. Мене обавезно, кога ќе ме сопре джандар, одма ме тера да дувам. Зошто? Па кога ќе види возачката и кога ќе ме види мене вечерта, разликата е евидентна. Затоа сега идам да се сликам за возачка пијан. Знаеш, да нема разлика. А најружна слика што човек може да направи во животот е за лична карта. Па добро бе, у тоа мавара бе, нема ли некои стилисти и режисери бе да ти кажат како да се сликаш? Базедова болест. Што е бе, апарат ли немате? Време ли не? Па дигитален е мајко му бе, па на филм ли си бе, да му? Дечко, ајде те сликаме, ајде ме сликате. Ева ваква ми, или оваква. Имаш и оваква. Па нема ли некој стилист? Па нема ли бе од тоа јавна администрација некој да го стават стилист да биде? Да ти, режисер да ти објасни како се осекаш ти у тој момент кога се сликаш за лична карта. Па мене кога ќе ме сопре джандар, имаш лична карта? Немам. Зашто? Срам ми е да му ја покажам. Па че колку мегапиксели ви е тоа бе, умавара бе. Како браќата Манаки да ве сликале. За лична карта. Па сега нема лични карти, па нема ни пасоши. Доктор ќе одлучува кој ќе добие пасош. И да знаеш дека доктор треба да одлучува. У Македонија само доктор тоа одлучува. Па нема, па ваква е личната карта, па демек што не закажува? Добе, како да ти закаже? Ти сега се сликаш, додека ја добиеш, ти си друг човек. Бе. Па си те викат, немам пасош, немам... Зашто не се сликам за пасош, нема пасош, нема... Па сите имате бугарски пасош. Па колку се чека за бугарски пасош? 3 години. За македонски исто ќе се чека 3 години. Па тоа е национална стратегија. Како да се сочува и секој ќе се каже, чекај бе, бугарски 3 години, македонски 3 години, па ја будала судимо, Бугарија да правам, трошоци ово, исто ќе се аплицира, тоа е таа национална стратегија. Тој пасош. Нема пасоши, ало, јасно ли бе? Нема пасоши. Бе, луѓе даваат пари бе за пасош, бе, да направи пасош да добие. Еден знам, лани даде 1,5 милион евра за пасош. 1,5 милион. И нема пасош. И сега ти си платил 2500, нема и он ме... Па многу е глупо тебе да ти го дадат, него да не му го дадат. Па не ли е непријатно, бе?
Значи, милиони бе. И он ја дигна лествица. Горе висока, много е скап. Значи, 2%, нема за никој и нема пат. Нема пасош. Баш капа и, ми треба пасош, ето ли? Как ќе идеш, бе? Как ќе идеш, бе? А кај пак идеш па нешто много, бе, пасош ми треба. Бог да чува. Ама ми треба пасош, бе, как ќе? Ја те тажам. Се тука ја те тажам. Ама ја ке се иселам овдека не ја тате тажам. Ма ја мора да се иселам од Македонија, бе, чекаме мате. Вие вицот го знаете ли за поларното мече? Поларното мече, поларно мече, мало е вика на мајката. Мамо, ја вистинско ли поларно мече сум? Да. Чекай, а ти вистинска, чисто крвна поларна мечка си? Да. А тато, исто бе, чисто крвни. А баба и дедо, чисто крвни поларни мечки. Сите, цела фамилија, сите сме чисто крвни поларни мечки. Зошто? Абе, ладно ми е некако, бе, мамо. Па исто и за Македонија. Мене не ми се свиѓа овдека, ме нервира, ќе си дам. Бе, чекай, бе, мајка. Бе, чекай, бе. Татко ти е македонец? Мега не македонец? Дедо ти е македонец? Тука ли сте 10 колена? Па ти мора да се навикнеш на ова, бе. Ако ти сакаш да сидеш, значи не си чисто крвен македонец. Как идеш, те пасо, бе, пасо. Што ќе ти е пас? Как идеш? Па нема пасоши. Нема. Зашто? Нема пластика, нема. Нема пластика. Нема пластика. Нема пластика. Зашто нема пластика? Е, па ја горат. Кај е пластиката? Ја горат. Зашто? Е, па не може биометриски пасош, биометриска лична карта и био од пластика. Изгори пластика. Подиве, тој стариот идентитет мора да се изгори све. Па после пиом честички, како се викаат тие. Пиом честички бил загаден, е па загаден. Одлучи се, или ќе имаш идентитет, или ќе биде загадено. И они горат лични карти, тоа не се пиом честички, МБГ честички се тоа. Тоа се гори, тоа... Загадено. Ја да ви кажам, право, ова што зборат загадено е, искрено да ви кажам, ја па многу не ни дишам. Нешто многу па, саба еле може кога ќе станам. И толку. И вака одам цел ден. И вечерта пред легнување. Загадено, па што дишеш? Што дишеш? Абе, тоа е исто како водовод да објави, видете, измешавме маце водовод, маце канализација и канализацијата влезе во вода. Немојте да ја пиете водата, и они ја пијат. Абе, загадено е. И овие па со точак. Ние кидеме со точак. Па ти се труеш, бе, дечко. Ама загадено не може да шокирам. Па не шокире, загадено е. Ало! Сега ти рекоа на вести, загадено е. И он шокира, бе. Иба. Но што се за... Па се, нема више задишување, бе. Што се задишуваш? На ке джагира? Слушай техно музика и живеј. Трчаш, бе, ке удишеш на почеток, дома ке издишеш. Што се труеш? Уже стварно, Боже, сачуве. Па на доктор како ќе отиде, па докторот, ајде диши. Диши, па диши, ајде уште диши. Па, абе, контролирај го дишењето, иди на јога, бе, контролирај го дишењето, колку ќе диши. И доктор, диши, па сврти се од другата страна. Па уште диши. Абе, не се расфрлај со дишење и со воздух.
Докторот диши. Ако може да оцени со тоа првото, што ми е? Па докторе, па зашто си доктор, бе? Како ми се тепа некој доктор, бе? Овој изритам, гледам тука шико. Нема што да се задишуваш ти више тука во Македонијата. Контролирај го дишењето, бе. И дома, и приликом секс. После задиша. Очите токлави, отруени, поотруени. Ајде од оваму, ајде од онаму. Ајде фрли го вака, не дай. Што ти е, бе? Загадана е, што ти е? Отвори го прозорот, се руки сме. Ајде, брзо. Што ти е, бе? Загадено е. Абе, нема. Почнуваш. Тип, и само почнеш. И тераш. Тука негде при крај ќе ја прашаш само. Па она тебе. Она сака да ти каже, знам дека е толку. Тере. И на крај. Тука, ако може докторот, тоа да го преслиша. Тоа е. Па кога им е досадно на луѓе, па... Абе, нема ти што тебе да ти е досадно. Стварно не разберам. Како може така да се задишуват? Боже, значи загадено е и не слушате. Не слушате што се случува. Не слушате. А како да се справиш ти со загадување? Како? Например, сите викаат, пиом, а тие пи 10, честичките се лепеле на мебел. Изварете го мебел од надвор да... И ке се налепи на честите. А ја знам тачно како најдобро се справува со загадување. Ако дојдеш на власт. Дојдеш на власт, више ништо не е загадено. Загадено? Каде? Тоа е како кафанџија што ти вика. Викам, плескавицата не е добра. Абе, тоа на моите деца го давам да го јадат. Исто и ова, абе, моите деца го дишат тоа. Значи, тоа што ми кажува, чим си на власт, не е загадено, тоа што ми покажува, дека све е дека. Значи, не е загадено, тука ти ставаат филтер. Да, знам, може и на некој има ова, не им е смешно. Ти ставаат филтер тука и едноставно не е загадено. Зашто? Зашто сум на власт. Фала ви многу. Одиме понатаму. Еден мој драг колега, после секоја представа, главел 4-5 сабајле. И му вика женува, бе, дај бе, не глави толку глумец после представа. Вика, добро, ајде, не. После недела дена, па, дојде у 5 сабајле. И дојде, како дојде у 5 сабајле, жена му на врат. Знаете буквата Ф? Добро, кај си ти? Кај си? И он вика, нема да ми веруваш, до сега траеше аплаузот. Значи, ете што актер мора да трпи цело време. Следните награди се, ако сакаш паметен да бидеш во Македонија, употреби апропо, визави и де факто. Така ли? Значи, де факто, апропо, ово е муабет сега.
визави ова што ви го кажам. Моите драги колеги од Македонскиот народен театар ги поканувам на сцена да ја добијат, да им ја врачам наградата за најпопуларна театарска представа за 2019 година. Мој термин, Македонски народен театар. Повелете. Ја како сликар на свадба, застанете тука да се сликаме. Повелете, драги колеги. Окей. Четврти пат ја добивам оваа награда, уште не знам да зборам пред многу луѓе. Изгледа за тоа сум режисер, имам трема. Од таа страна никад немам. Како и да е, задоволство е да се работи со овакви прекрасни луѓе, актери, мои колеги, мои драги колеги со кои што заедно живееме и работиме во иста установа. Задоволство е да се работи дома и дома да се освои награда. Ова е за МНТ, ова е за вас, ова е за мојата фамилија, ова е за Сани. Сани, среќен роден ден те сакам. Поведете. А следат... Сакам да се заблагодарам на Буба Мара што ни ја даде нашата награда и на сите вас да ви порачам да си закажете термин, пошто нема термин за мој термин. Фала, чао. И аплаузот трае до 5 сабаја. Уште една награда театарска од истоимената представа. Актер за 2019 година Јордан Симонов од истоимената представа. Не, многу чудно ова со наградава, затоа што пред 10 дена ни кажаа дека добиваме како представа награда Златна Бубамара. Прашуваме кој ќе бидат глумеци, глумица, актер и актерка. Не знаеме. Добро, си викаме, окей. Пред 2 дена ја играме представата, Тања, сите тука. Ама Ранко така ги гледа на 2 пати. И сега мене не ми е јасно. Почнуваат луѓе околу да ми честитаат дека сум добил награда, ама официјално никој не ми кажува ништо. И мене, додека Сашко Коцев не кажа Јордан Симонов, ја не верував дека, еве сега окей е, значи сум ја добил, така, окей, да не се премисли Ранко. Можно е. Не, оти сум бил на една Златна Бубамара еднаш, една и единствена, кај што Ранко даде награда за 2 најбољи серии у Македонија, така? Така да може и за актер да даде. Без разлика на се, ви благодарам многу, благодарам на Бубамара. Ние сме МНТ, дојдете, посетете не, правиме представи, понекогаш реалноста ни влага у театар, понекогаш излага, али во секој случај мислам дека треба да дојдете во театар, да ги гледате представите и сакам едно мото да кажам. Помалку политика во уметноста, повеќе уметност во политиката. Па сега, бидејќи сите се заблагодаруваат претходните што добиле, и ја ќе се заблагодарам, значи на МНТ, мојата куќа, сите вработени, моите колеги, и се разбира, мојата фамилија, мојата драга сопруга Весна и моите 2 сонца Ведра и Мирна. Фала ви, ова е ваша награда. И актерка на годината Тања Кочовска.
Фала ви многу. Јоцо, фала за исцрпни одговор. Да, не, па попаметен си веројатно од мене, па затоа убаво кажа. Сега ја да пројдам од редот. Да читнам од тука. Очите нешто надале што се дешава. Шо ја не кажувам тоа. Сакам вака, да кажам едно, дека во театарот за мојата кариера, дека почнав како сирена, а завршив како пациент. Да. И сакав да докажам дека овде и како пациент можеш да добиеш награда. И многу се радувам заради тоа. Сега, јас и Јоцо, значи тој вонреден термин, го добивме многу рано во денот. Меѓутоа остануваат уште 5 термини во текот на денот. А тие се резервирани за Микич, Николина, Сашка, Оливер и Александар Хонда, кој не се тука. И сега ме прашаа, вика, ти кој бидејќи јас пред неколку години бев овде, ме прашуваат сега ти како ќе одма шпага ќе направиш? И ја викам, па да направам шпага. И после размислувам, како да направам бе Сашко шпага, стара сум, вакуумот ќе треба да ме влечете до излез. Така да немав сега кореографија спремна за тоа. Затоа се заблагодарувам многу, значи многу. Така и научеле во театар. Без добар и талентиран колега нема добра улога, нема добра представа. И затоа јас се заблагодарувам на моите колеги кои што се навистина фантастични партнери, луѓе кои што се талентирани и знаат во секој време да помогнат и тимски да работат. Се заблагодарувам на доктор режисер Синиша Ефтимов, кој што е навистина специјалист во оваа професија. Да. Се заблагодарувам на сите до еден кој што се дел од овој проект. Исто така се заблагодарувам многу на Бубамара и на Јордан со кој идевме во Андон Дуков кога бевме мали, да пориет иде така. И секако најголемото благодарам на вас, публико. Многу ви благодарам. Многу ви благодарам. А сега се извинувам, морам до тоалет. Цистит. А секоја година имаме и една награда, која што е насловена како најпопуларен пејач или пејачка од регионот. Ова што сега се вика регион, порано се викаше Југославија. Што се делевме, што си јебавме мајка. Луѓето доаѓаат, ние одиме кај нив, се исто, тоа беше една машинерија, тоа СФРЈ, сите викаат моторот бил Србија, главата била Словенија, ние као Македонија бевме кочницата, као една машина, али тоа не е битно. Типично нешто за таа Југославија е таа кола која што се вика Југо. Зошто? Има мотор, има седиште и волан, не мора да се надградува. Тера ли? Тера. Швајцарија има швајцарски нож. Во Југославија швајцарски нож беше овој мал нокт. За све се употребува. За овде. Еве го. Така и вечерва имаме награда за најпопуларна регионална пејачка за изминатата 2019 година. А тоа е, дами и господа, Јелена Розга! Skoro smo naučili govor ljubavi, znali ga pa ne znali, izgubili. Na vrh jezika
bilo nam je kako ostata, išli dalje, tako smo se lako predali. Nismo to trebali. Bila nam je ljubav sveto pismo, bila nam je, ali više nismo. Ono što smo bili, sve pokvarili smo. Ova ljubav nam iz ruke jela, prvo dala, onda oduzela. Bez tebe ne mogu, a s tobom ne valja. Jer smo ti i ja, ko bonaca i mečava. Išli dalje, tako smo se lako predali. Nismo to trebali. Što će meni sada netko treći, kad si dao ti ime sreći. Tu je točka, zatvara se krug, a uzalud, luda ja i ti lud. Bila nam je ljubav sveto pismo, bila nam je, ali više nismo. Ono što smo bili, sve pokvarili smo. Nismo to ti i ja. Ova ljubav nam iz ruke jela, prvo dala, onda oduzela. Bez tebe ne mogu, a s tobom ne valja. Jer smo ti i ja, ko bonaca i mečava. Jer smo ti i ja, ko bonaca i mečava. Dobro večer svima. Jo, ja imam malu tremu, moram vam priznat. Nemate pojma koliko sam sretna što sam ponovo sa vama. Hvala vam u srca na ovoj nagradi. Nemate pojma koliko ovo meni znači. Hvala vam na ljubavi. Volim vas najviše na svijetu. Hvala puno. E sad, nismo još gotovi. Šta ide? Samo mi daj mikrofon. Dajte jedan veliki pljesak za Džamba! I ove drage ljudi. Možemo i zajedno. Ukradena, svaka minuta s tobom mi je ko da praznik dolazi. Trema i kava, prolivena oči, ti su dokazi da imaš 5 minuta za me između posla i obitelji. S tobom je život ko lijepi izlog s puno svjetla, prazna dekoracija. U njemu ima koliko hoćeš pari novih cipela i praznih obećanja da se strpim, da ti dam još malo vremena. Ovaj cirkus nije mi bio ni u opisu života. Ti meni prvi, a ja tebi 100. Za tijelo par
za dušu arsen i sebi krijem da sam ovisna o tvojim muškim rukama, o svojim ženskim mukama i ne tražim ništa, ne pitam ništa, jer već odavno sam se pomirila da nam je ljubav anonimna. Srca puna je, sve tvoje drugo nestane i u retrovizor ja više ne gledam, samo snove naprijed poredam. Pogodi me kad te spomenu, kažem neka priču okrenu, hoću da se vrati u normalu sve, kako bilo je to ranije. Ne pijem, ne pušim, ne psujem, jedan jedini porok si mi ti. A ljubav ko zemlja napukla, hajde vrati se i ne glumi mahuma. Jedan jedini porok si mi ti, što me iz svog srca tjeraš van, kad ja ne bih još, ako ne moram. Ok. Pisavnikom sve do danas preklavo, al sad ću na glas. Sad ću vikat, nek se čuje, neka svijetom odjekuje. Ne znam da sam mrtva i živa, otkad si mi skinuo krila, i sjećam se da sam sretna bila. Dani su bez broja, imena i boja, otkad nisam tvoja ja, otkad nisam tvoja ja. Pjesma Galegova, mora preko mora, a bez tebe ja ne mogu ni koraka, a bez tebe ja ne mogu ni koraka. Dani su bez broja, imena i boja, otkad nisam tvoja ja, otkad nisam tvoja ja. Pjesma Galegova, mora preko mora, a bez tebe ja ne mogu ni koraka, a bez tebe ja ne mogu ni koraka. Hvala lipa! Најубава музика за секој од нас и секој ден, секој час
Buba Mara je so nas.